Ристо Донев од Скопје уште од самото раѓање боледува од церебрална парализа и е тежок инвалид. Сите овие, веќе 46 години од неговиот живот, ги поминува прикован за креветот меѓу четирите зида од неговата соба. Ја немаше таа среќа како и сите други деца да оди на училиште, но неговите упорни родители редовно му ги купуваа книгите за секој одделение и му ги објаснуваа лекциите колку што знаеа и умееја. Татко му и мајка му се од Егејска Македонија, од оние деца бегалци кои морале да ги напуштат родните огништа пред страотиите на граѓанската војна во Грција, а кога дошле овде, морале пред се да работат како аргати за да преживеат. Ристо Донев читаше многу разни книги, а подоцна почна и самиот да пишува. Меѓутоа немаше прилика да објави ништо и тоа остана за своја душа. Старата машина за пишување ја заменија со компјутер и принтер. Сега му е полесно, иако работи само со еден прст, тој вели дека е задоволен. Кога имаше 6-7 години, на телевизија за прв пат виде и се запозна со шаховската игра. Го заинтересира многу и ги натера неговите родители да му купат шах. Со неговите раце му беше проблем да ги мрда фигурите по шаховската табла, но татко му ги прилагоди некако за да може да ги мрда. И потоа секој ден беше со шахот. Учеше и навлегуваше во шаховските тајни, потполно сам, бидејќи во неговото семејство никој друг не е љубител на шахот. Но и покрај тоа напредуваше доста брзо, па се јави нов проблем, немаше со кого да игра, затоа што тие што идеа кај него постојано губеа и повеќе не сакаа да доаѓаат. А тој, така неподвижен, не можеше пак да оди во некој од шаховските клубови. Но тоа остана само негова голема желба. Беше многу радосен кога дозна дека постои организирано надпреварување во дописен шах и веднаш се пријави да игра. Тоа беше во 1982 година, кога Ристо имаше точно 20 години. Дописниот шах инаку се игра исто како и другиот, само што потезите се испраќаат по пошта со писма или со одветни шаховски дописници. И него го играат сите оние кои се влюбеници во шаховската игра, без разлика кој што е и што работи. Ристо има играно и со доктори по професија, и со разни уметници, дури и со еден политичар од странство, и меѓу сите нив само тој беше инвалид. Затоа потенцира дека дописниот шах не е измислен за инвалидите, туку тој е дел од редовниот шах. Впрочем, кога играше, тоа беше под покровителство на Одборот за дописен шах на Македонија при Шаховскиот сојуз на Македонија, кој пак беше во рамките на Шаховскиот сојуз за дописен шах на Југославија при самиот Шаховски сојуз на Југославија. Вкупно има одиграно 10 турнири, при што настапува и за репрезентацијата на тогашна Југославија. Ги бранеше боите и на репрезентацијата на Македонија на турнирот Братство и единство, каде што имаше најдобар резултат по табли. На тие 10 турнири освои 7 први, 2 втори и 1 трето место. Во тој период одигра преку 150 партии со многу силни шахисти и од тоа 4 партии изгуби, 35 завршија нерешено, а другите ги победи. Се разбира, на почетокот стартуваше како новајлија од најниската категорија, но успесите се редеа и стигна дотаму што во 1990 година во конкуренција на велемајстори, меѓу кои петмина беа и дотогашни шампиони, го освои првото место и стана првак на сега веќе бивша Југославија. Тоа воедно беше прв пат во 50 годишната историја еден дописен шахист од Македонија да биде првак на Југославија, иако македонските шахисти имаа значајна улога во југословенскиот дописен шах. Со самиот тој успех стекна право да игра и на поединечното светско првенство, кое се одигра во периодот од 1992 до 1997 година. Уште на почеток се соочи со притисок од грчкото лоби во Светската шаховска федерација да не настапува под името Македонија, туку под референцата БРМ, како што нашата држава беше примена во Обединетите нации, но со негова голема упорност успеа да издействува да настапува под нашето уставно име и наместо целосно да се сконцентрира на играта со 17 шахисти од целиот свет истовремено, тој мораше при тоа да совладува нов
проблем наметнат од грчката страна. Имено дописите со кои ги разменуваше потезите со сите 17 шахисти од целиот свет, а кои поштенски патуваа преку Грција, почнаа да се губат и да не пристигаат до назначената дестинација. А кога некој допис ке пристигнеше, на него беше пречкртано името Македонија и удрен печат со фиром. Тоа беше правено од страна на вработените во грчката пошта. Оние со кои играше го прашуваа зошто е тоа така, а тој им ја објаснуваше целата ситуација што Грција ја наметна кон Македонија како проблем со името. Сите тие се чудеа дали е можно такво нешто да прави некоја држава и ја осудуваат Грција, а него го нарекуваат вистински презентер на Македонија. На крајот, иако се бореше против 17 многу силни шахисти ширум светот, во исто време го имаше и дополнителниот противник во горе наведените проблеми од грчка страна, успеа да ја освои титулата интернационален мајстор во дописен шах, прва и се уште единствена од тој ранг во Македонија. За тоа доби признание во вид на медал и диплома од Светската шаховска федерација во дописен шах и ЦЦФ. На официјалната веб страница на Светската шаховска федерација во дописен шах www.icccf.com. Долго време стоеше неговото име како освојувач на титулата интернационален мајстор од Македонија, чие знаме исто така беше истакнато таму. И што е најбитно, во времето кога играше дописен шах, Ристо немаше компјутер, се служеше со шаховската табла и фигурите кои татко му ги прилагоди за да може како така да ги мрда, а потезите ги пишуваше на машина за пишување. Подосна престана да игра шах, меѓу другото и поради тоа што увиде дека компјутерите навлегоа во шаховската игра и немаше желба да игра против машини наместо против човечки умови. Неодамна дозна дека е донесен закон за заслужни спортисти на Македонија. Смета дека со успехот што го има постигнато ги исполнува критериумите за да биде опфатен со овој закон. Тој не бара никаква милостина, туку само она што го заслужува. Се обрати до Агенцијата за млади и спорт на Македонија, но оттаму добива правно неиздржан одговор дека неговото барање е неосновано. Сака да верува дека тоа не е со намера едноставно да го одбијат и да го обесхрабрат да продолжи со барањето на неговото право, туку поради неадекватно согледување на работите. Затоа решене да не се откажува и да го тера ова до крај. Дотолку повеќе што дописниот шах е спорт, како и сите други спортови, со сопствена меѓународна организација која по утврдени нормативи ги организира надпреварите. Според тоа, никој нема право да го обезвреднува неговото спортско постигнување, но со оглед на тоа дека не е во можност самиот да ги истурка работите низ лавиринтите на правдата, би бил благодарен доколку некој му се јави за правно да му помогне во остварување на тоа што му припаѓа.